сметам дека мојата идеја е подобра и затоа сум либерален демократ. Добро, да. И од тој момент и тргнувам. Правата на поединецот се најважни. Ние не треба да гледаме и нас начело не ни пишува од која етничка група доаѓаме и кои се нашите родители, кои се нашите потомци, така натаму и така натаму. Ние имаме право да еднакво да конкурираме. Секаде еднакво да конкурираме. Така имаат право и оние што живеат во Скопје, и оние што живеат во Битола, и оние што живеат во Штип. За жал, тој критериум е нарушен во државата. Основниот критериум на еднакви шанси е нарушен, за да можеме да тргнеме од иста стартна позиција. Ако вие, да речеме, партиското членство ве определува дали полесно ќе дојдете до работа или нема да дојдете, еве го првото искричање на нетолеранцијата. Мене ми е многу чудно кога представник на власта ќе каже дека има јаки еволутивни чекори и позитивни трендови во развојот на меѓуетничките и меѓунационалните односи. Јас колку што се сеќавам 20 на години наназад, повеќе од сега меѓуетнички конфликти и судири на ова поле немало. Значи на овие простори немало. Значи не оди нешто во позитивна насока, него нешто се враќа назад. А се враќа назад зошто? Затоа што прашањата се отвараат и се оставаат стихино да течат. Пример, универзитетот во Тетово. Отворено прашање и се остави стихино да течат. Па ако сте власт, и ако сте одговорна власт, пресечете го. Кажете го решението, вашето решение кажете. Кога ќе дојдеме на власт, ќе ви кажеме кој е нашето решение. Ево криете решение. Може би власта цени. Се извинувам, Филип, само да завршам. И верувам и дека господинот Талбот ќе биде увреден ако слушне дека тој ја поддржува владата на Социјалдемократскиот сојуз. Ве молам, бидете коректни спрема ја поддржува политиката на државата, а политиката на државата не ја води само власта. Тука се многу битни граѓаните. Тоа беше и вашиот основен недостаток на кампањата 94-та си го кажа својот. Лазите, молам. Или толеранција разговараме, па не ни изголзаме зборот. Еве, се ставив да го бранам господинот Талбот, иако немам никаква причина за тоа. И сакам уште нешто да кажам. Не може СДС да се смета дека е создал државата. Државата е создадала сите граѓани. Без разлика на нивната етничка припадност и на било кое друго различно обелешје. Филип, јас сакав да коментирам нешто. Нема да ги поставам во форма на прашање моите коментари, за да не дојдем на ситуација, нели, повторно да ми се одговара, па јас да одговарам и да не дојдеме во недоглед. Прво и основно, ја мислам дека некои работи тотално се изместени во нашиот систем и ќе се закачам еве на квотите, за да бидам јасен и прецизен. Во оваа држава, тоа Ангелка го спомна, сите имаме нели еднакво право на учество, стартни позиции за било што. Ја мислам дека дури и албанците, условно кажано, од Македонија,